Пошти без мамограф остана и Свети Николе. Жените во општината, која е на самиот врв во државата по регистрирани случаи на рак на дојка, сега се оставени сами на себе. Мамографот е во квар и мислам дека тој дефект ќе биде наскоро отклонет. Правиме напори. Вршевме скрининг на сите жени, имаме одредена популација на жени спрема годините, ги повикувавме жените од општина Свети Николе, општина Лозово, чак правевме такви снимања и испитувања и на жените од општина Штип. Светиниколскиот мамограф досега присуството на клетки на рак го откри кај секоја трета контролирана жена. Со мамографскиот скрининг за 2015 година беа опфатени околу 330 жени, од кои на преглед се јавени околу 90 жени. Од оваа бројка на жени што е јавена на скринингот, 33 жени се испратени на дополнителни исследувања во клиничките болници Штип, Скопје и за надамошни испитувања. Расипаниот мамограф доаѓа во време кога свеста за контроли кај жените во оваа општина е многу поразвиена од порано. Лани бев, нели еднаш годишно се прави. Така. На 2 години одев порано додека бев помлада, а сега одам на година дена. Мамографот во Свети Николе пристигна пред неколку години поради силниот притисок што го изврши Организацијата на жени на Свети Николе по алармантно големиот број на заболени од рак на дојка. Оваа организација и понатаму е единствена во општината која активно работи со жените и во делот на превентивата и во делот на логистиката. Пружаме помош преку едукативни работилници на компетентни лица, односно стручен тим од психолог и доктор кој што долго години работи на проблематиката со малигните болести и едукација на жените во руралните средини во однос на малигните болести, односно здравствена култура, здравствена едукација. Воедно гледаме да обезбедиме на некој начин преку донација, односно преку проектни активности, специјални градници за тие жени. Кога мамографот во Свети Николе ќе проработи е прашање, ако се има предвид дека Штипскиот не работи веќе 2 години, а новиот се уште не е ставен во функција. Се во ова во прашање ги доведува кампањите за рано откривање на рак, зашто за тоа се потребни апарати, а не зборови. Во моментов, во функција на околу 20.000 жени од регионот, се само 2 мамографа.